Дојде крајот на возење тротинети со слушалки во уши или поминување на пешачки со телефон на уво. 40 евра казна за пешаците кои преминуваат пешачки додека користат каков било електронски уред, а за возачите на тротинети, велосипедисти и мотори следи казна од 50 евра доколку возат и користат телефон или имаат слушалки во уши за време на возење. За 4 дена, од петок, стапуваат во сила новите сообраќајни правила за пешаците, велосипедистите и возачите на тротинети. Според Законот за безбедност во сообраќај, секој пешак е должен кога се движи по коловоз тоа да го прави внимателно, без да користи електронски уреди од каков било вид, кои што би можеле да му го одземат вниманието додека преминува улица, а полицијата е овластена да постави видеонадзор со цел документирање на сообраќајните прекршоци. Граѓаните велат дека со оваа мерка дефинитивно ќе се намалат сообраќајните незгоди, но сепак сметаат дека се уште треба да се работи на подигање на свеста на луѓето. За казните велат дека дури треба и да бидат повисоки. Треба ригорозни и поголеми казни за прекршителите, без разлика дали се работи за пешак или за возач. Кај свесните луѓе, не свесните нема да владеат. Младите деца кои се млади како што ние некој сме биле зелени, несвесни, а менталитетот е тој. Да, добре. Па супер е мерката. Баш е фино. Ја како би ги казнувал овие на пешачки што одат, пензионерите како нас, на црвено си оди. Што брза? Казни го бе? Од 1 јануари 2026 година со проектот Safe City нема повеќе да се толерираат и бесните возачи по улиците низ Македонија. Камерите се веќе поставени, а системот ќе регистрира сообраќајни прекршоци како што се минување на црвено светло, возење со брзина поголема од дозволената и непрописно паркирање со крајна цел зголемување на сообраќајната култура и намалување на сообраќајните несреќи со човечки жртви чии бројки се очекува драстично да се намалат. Според податоците од тестирањето на камерите низ Скопје, регистрирани се од 5 до 11.000 прекршоци дневно, а во моментов со актуелниот начин на контрола на сообраќајниците, полицијата успева да евидентира по околу 500 казни на ден.